Во рок од најмногу 45 дена ќе треба да се проверат сите фирми кои имаат лиценци за одгледување на медицински канабис по налог на владата и како резултат на заплената на 40 тони марихуана, која незаконски се чувала и третирала. По вонредните контроли за нивното работење, надлежните институции извештај ќе треба да достават до владата. Станува збор за 42 фирми, бидејќи 18 во меѓувреме останаа без лиценца. Проверки се извршија веќе во Скопската Алфа Фарм и 2 струмички фирми кои беа предмет на полициската акција по пронаоѓањето на 5 тони во Србија, кои тамошните власти тврдат дека се од Македонија. Премиерот Христијан Мицкоски неколку пати повтори дека очекува да се дојде и до заплена на 100 тони. Тоа значи дека уште кутии со медицински канабис ке се редат на тајната локација, но се уште не се открива како завршиле 5 тони кај нашиот северен сосед. На незаконски произведената дрога, како што изјави министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, крајна цел и биле или македонските улици или улиците низ Европа. А комисијата која требало да контролира одредени злоупотреби постоела на хартија, но не и во реалноста. Одлуката за формирање на меѓуресорската државна комисија за борба против недозволено производство, трговија и злоупотреба на дроги била донесена во 2017 година од владата на тогашниот премиер Зоран Заев. Потоа биле именувани председател и членови на комисијата од неколку министерства. За председател била именувана Лидија Савик од Министерството за здравство и дополнително броела уште 10 членови. Но наместо комисијата да се состанува најмалку еднаш квартално и за својата работа да информира владата најмалку еднаш годишно, не била активна и немала резултати. Меѓу другото, уврска на комисијата требало да и биде испроведувањето на стратегијата на надзор на опојните дроги, спречување и сузбивање на злоупотребата на опојните дроги. Особено нејзината улога била важна со оглед на тоа дека истата година со законските измени се овозможува во земјава да се одгледува медицински канабис. Мрежата 23 која ги следи реформите во правосудството, во извештај по направен скрининг во 2023 година, нотирала дека била формирана комисија, но дека истата не е оперативна. Сега владата ќе именува нови членови, а се уште никој не е приведен и покрај огромната заплена на медицински канабис.